Почитувани, и среќна сум, и несреќна. Среќна како една од основачките, денеска сретнав многу слични на мене во далечната година, 20 години порано, несреќна заради она што се случува околу нас. 8 марте, а за мене 8 март е секогаш ден за протести, не за прослави, морам да кажам. 8 март ме подсетува и на нешто друго, ако во 1908 година маршираа жените во Њујорк, а 1917 година маршираа жените во Русија, велејки мир и леп, денеска, за жал, маршираат веројатно жените во Украина со истото мото – леп и мир. Председателот, сакајки или не сакајки, всушност со зборови ја кажа првата реченица од песмата на Джеймс Браун: ова е машки свет, што не може да опстои без жените, и за жал, ова е се уште машки свет. Зошто е машки свет? Чудно е за мене, зашто држава, политика, демократија се именки во женски род. И јас деновиве, еве ја гледам, првата председателка пред мене, Елеонора Петрова, се сетив дека тогаш, кога го формиравме клубот, јас предавав жената и политиката, токму така, и реков дека можеби политиката може да биде она што била во антиката, уметност на можното, или она што го вели Хана Аренд, усогласување на противречностите, јавна работа, ама за жал денеска политиката ја дефинира Харолд Ласвел, кој, кога и како добива. Ама јас велам, но тоа е дефиниција за машката политика. И денеска добив една субверзивна идеја од една колешка, вели па може би е ден да го окупираме собранието, ние жените, и да прогласиме една нова демократска република. Што сакам да потенцирам? Значи, честопати да легислативата, институционалните форми ги имаме, меѓутоа тие се понекогаш вистинска поезија, а животот на многу жени е драма. За жал, во оваа држава се уште има силни реликти на парохијална политика, на патриархална политика, на поданичка политика. Сега, знаете како, 20 години подоцна, јас сум многу поосвестена, тогаш имав надежи, бев наивна. Ама сега морам да бидам цинична. Предолга транзиција, недовршена консолидација, се уште сме европска периферија, и затоа секогаш повторувам дека тажно е, малата Европе е од овие простори, од овој регион. Нели, ама ја грабнал Зевс. Сега јас велам, неспорно е дека ние географски, историски и културно од секогаш сме биле дел од Европа. Ама гледаме дека се уште Западниот Балкан не е тамо каде што му е местото. И демократијата потекнува од овие простори. И сега јас кога се тешам, си велам, па добро, во Декамерон на Бокачо жени раскажуваат приказни за проблемите, не мажи. Кризата го зајакна, насилството врз жените, морам да кажам, и за тоа мораме да бидеме ние свесни. Значи, треба да ставиме крај веќе на нормативната поезија и на институционалниот илузионизам, и веќе следната влада, и веќе следниот парламент на поинаков начин да гледаат на нештата. Срамота е да не сме имале жена председател, срамота е да не сме имале председател на собрание жена, срамота е да не сме имале жена премиер, срамота е да не сме имале жена народна правобранителка. Тоа е предизвикот за сите нас. Да,
И јас ќе ги набројам законите за спречување и заштита од дискриминација, за спречување и борба со насилството и семејното насилство, да, за Истанбулската конвенција за еднаквоста на жените и мажите, го чекаме законот за родова еднаквост, да, имаме комисија за еднаквост на жените и мажите, имаме силни невладини организации со кои денеска ќе марширам, имаме стратегија, имаме планови, ќе имаме секретаријат за родова еднаквост, меѓутоа, мислам дека тоа веќе не е доволно. Не е доволно, барем за нас од женското лоби. Да, знаете како, ние уште тогаш формиравме алтернативни студии за жените и политиката и јас велам да имаме ова, да речеме дека е наша собствена соба, политичка соба, што би рекла Вирджинија Вулф, да, тука сме 51, ама мислам дека треба да се одважиме, да не прифаќаме понекогаш политики кои што не се во наша корист. Кога го велам ова, да собереме сила, да речеме дека нема да гласаме за влада во која што нема подеднаков број на жени. Јас велев, скромни бевме ние, почнавме со 30, па со 40, ама ме инспирира пратеникот Јован и ќе го подсетувам на тоа, тој вели, зошто да не го следиме ритамот на природата, совршенството на природата, па 50-50 и мислам дека е тука во право. А сега, добро, значи, зборувам дека ако моќта е концентрирана најмногу во владата, дека тамо се потребни нужни промени. Тамо се потребни сензибилни министри, ама ние треба да ги подсетиме ако не го почитуваат тоа. Со Законот за превенција и заштита од дискриминација важно е се утврдија родовиот идентитет и сексуалната ориентација како основи за дискриминација. Јас посебно сакам да кажам дека ако жените се уште се ранлива категорија, тогаш пак припадниците на ЛГБТQ заедницата, лицата со посебни потреби, сите се тие, особено кога се жени, мигрантките, припадниците на малцинствата, бездомничките, постарите жени, жените со зависност, затвореничките, сексуалните работнички, ромките, сите треба да добијат заштита. Понатаму не можам да не кажам нешто. Да, извонреден потек направивме со фемицидот, што го внесовме во кривичниот законник и веќе не цитираат, меѓутоа, како ново кривично дело, меѓутоа, исто така извонреден потек ќе биде што ќе има во рамките на Народното правобранителство, посебен заменик што ќе се грижи за овие проблеми, меѓутоа, мислам дека се уште остануваат многу нерешени прашања. Само ќе нотирам неколку. Замислете, 1/3 од жените веруваат дека кога се обзнанува силувањето, може би се претерува или може би не е вистина тоа што се зборува. 28% веруваат дека може би силувачот бил предизвикан. Замислете, ако некоја девојка е прекрасно облечена и прекрасно изгледа, тоа не е затоа што си се сака себе си и се почитува, туку за да заведе некој. Неверојатно. 21% жени во оваа држава се соочиле со насилство од претходен партнер, од постоен партнер, 28% од некој друг. Санкционирањето тешко доаѓа, што значи дека ние треба да работиме премногу со помош на медиумите на свеста, да не се толерира, да не се премолчува. Понатаму, јасно е дека имаме национално координативно тело со еден хетероген состав. Јас сум среќна што тука се и невладините организации, меѓутоа на тоа тело му требаат средства, на тоа тело му треба логистичка поддршка, на тоа тело му требаат експерти, персонал. Зошто? Бидејќи предизвикот е голем. Уште неколку шокантни бројки. Дури 54 жени
декларирале некаква форма на насилство. Замислете. 44 биле субјект исто така на некое насилство. Сексуално злоставени биле 30% жени. Физичко насилство од актуелен партнер во оваа држава 10 жени. Економско насилство имаат 10 жени. Немаме целосни податоци и многу важно е да имаме ние селектирани податоци, меѓутоа исто така и податоци по сериозни, по одделни области. Да подсетам, Меѓаши детската амбасада пред некој ден изјави дека секое трето дете има некој психички проблем заради проблемите во семејството. Значи, пред нас има многу предизвици. Да работиме не само со младите, да работиме не само со девојчињата, да работиме со момчињата, ама да работиме и со оние со кои го делиме животот. Потребен ни е професионален пристап, а не партиски пристап, а не политички пристап. Треба да работиме со медиумите, бидејќи сликата некогаш многу кажува. Тие треба да бидат вистинскиот сервис на промоцијата на родовата еднаквост. Тие треба да бидат, ама и ние овде, главните во рушењето на стереотипите, на сексистичкото портретирање на жените. Треба да ставиме крај на насилството врз програмите. Се ближам до крајот. Страшно е кога сме соочени со податоци и бројки за психичко, за физичко, за сексуално насилство, за демнење, за присилни бракови, за присилен абортус. Страшно е. Не е страшно само за нас. Страшно е и за мажите, бидејќи човек се станува само ако имате перцепција на другиот, мажот за жената, жената за мажот, и мажот и жените за ониот со друга ориентација. Зошто е тоа така, колешки и колеги почитувани? Не смееме да се откажеме од знаењето, од думот, од енергијата, од креацијата, од убавината на 50% од популацијата. Не е во прашање егоизам, во прашање е еден од најважните човечки ресурси. Да подсетам, ова е 8 март, ова е ден за протести, и јас вечер ќе протестирам, а овде ќе продолжам субверзивно да делувам. Благодарам.